Се сервисираат возила, се вложува во човечки потенцијал, се прават напори за навремена подготвеност за евентуални пожари во Берово летниот период. Како што истакна градоначалникот Звонко Пеќевски, целта е навремено и соодветно да може да се реагира доколку дојде до ширење на пожар во Малешевијата, за да не се повторат летата и пожарите од претходните години. Видовте и самите пред неполно време, пред кратко време набавивме нова опрема за пожарникарите. Камионот кој ни беше донација од Швајцарската агенција за развој и соработка во моментот има некој дефект и е пратен на сервис. Се надам дека во наредните 10 дена ќе биде целосно сервисиран. Останатите возила во моментот се технички исправни, така да се надевам дека на редовен сервис треба да иде возилото кој го добивме на донација од Крањ. Само чекаме да возилото кое е ново биде редовно сервисирано, вратено во Берово, за да имаме минимум можности или технички за да имаме расположиви технички потенцијали за интервенција на времена. Пред некој ден забележав дека и доброволното друштво било на обука од Пекчево за справување со пожари. Меѓутоа, сепак, да искористам вашата прилика и медиумот да повикам на целосна одговорност сите граѓани, да се однесуваме крајно одговорно во овој период, се со цел да ги заштитиме шумите кои се белите дробови на Берово и нашето најголемо природно богатство. Пеќевски дециден дека треба да се работи на подигање на свеста кај граѓаните, кај населението со цел да се внимава и да не се предизвикуваат пожари на отворено. Според него, само на таков начин може да се зачуваат шумите и белите дробови на Малешевијата. Ценам дека пред се треба, после сите овие немили настани кои се случуваат пожарите претходната година, особено во Пекчево, на подрачјето на Малешевијата, еве сега пожарот во Кочани, пред се да подигнеме одговорноста на поединецот, на самите во себе. Инспекциите ќе превенирали претходно. Меѓутоа треба да се промени регулативата, бидејќи најчесто тие кои се фатени, значи изведени пред лицето на правда, поминуваат со некои, да речем, несоодветни казни и на тој начин самата репресија или самата казна не ја постигнува целта. Практично луѓето и понатаму се охрабруваат и говорам за лицата кои навистина прават проблем. А меѓутоа мнозинството се граѓани кои само треба да се однесуваме поодговорно кон природата. Претходното лето гореше во Пекчево, а претходно пожари од големи размери беа регистрирани во Берово и Делчево. Изгоре голема површина шума за која се потребни години и години за да се врати во правобитната состојба.